амбасадор Ешбогар, почитуван ректор Јанкуловски, декан Дракулевски, почитувани проректори и продекани, почитуван министер Царовска и Тевдовски, почитувани представници на медиумите, ценити гости, драги студенти. Мене ми е посебно драго што од мојот факултет, од факултетот каде што јас го завршив високото образование, денеска ќе можам да учествувам во еден ваков прекрасен настан, зборувајќи за развојот на човечките ресурси. И една порака прво до студентите. Уживајте додека студирате, ова се наубавите денови од животот, а верувајте дека од овој факултет се постанува и министер за финансии и премиер, така да мотивирам поголема наука и посветеност во образовниот процес. Но пред се секако се надевам дека вие сте нашите идни менаџери, идни бизнисмени, кои што ќе бидете кормилото на водилката на идниот раст и развој на нашата Република Македонија. Денеска ме прави посебно среќен и радосен денот што учествувам на вакви настани кога сум поканет да бидам дел од успешни приказни и успешни проекти. Особено кога тие проекти ангажирале голем број граѓани, стручни лица, волонтери. И кога тие проекти направиле среќни, радосни и им го вратиле ентузијазмот и вербата во пружените можности на повеќе од 10.000 наши сограѓани. Бројката е од прилика дури до 13.000 сограѓани. Тоа се наши сограѓани кои стекнале знаење и вештини и најважното се, благодарение на стекнатите обуки, дообуки и други квалификации, обезбедиле работни места за себе, за своето семејство, работни места за заедницата, во која сега и тие придонесуваат и ги пренесуваат сопствените искуства стекнати од овој проект. Зборуваме за проектот Развој на човечки ресурси со фокус на вработувањето, образованието и социјалната инклузија. Еден од проектите на широката и сеопфатна кампања EU4U на делегацијата на Европската комисија во Република Македонија, финансиски поддржана од предпристапните фондови на Европската унија IPA-1. Многу е важно да го свртиме вниманието на целните групи кон кои беше насочен овој успешен проект. Човечките ресурси и човечкиот потенцијал како најзначаен капитал на било кое општество, па така и на нашето. Вложувањето во можностите за вклучување и за еднаков пристап на сите луѓе кон пазарот на трудот е долгорочна, но најисплатлива инвестиција за едно општество. Ова е момент кога сакам посебно да искажам само едно искрено благодарам на нашите пријатели, на нашите партнери од Европската унија. Ги препознаа суштинските потреби на нашето општество и поддржаа финансиски и со други ресурси една толку благородна идеја. Отворија можности неколку илјади наши граѓани да се дообразуваат, да се доквалификуваат, да бидат оспособени да добијат еднаква шанса на пазарот на трудот во Република Македонија. Велам еднакви шанси, бидејќи сакам да издвојам посебно една од трите еднакво важни компоненти на овој проект. Компонентата за социјална вклученост на нашите сограѓани со попречености и со посебни, јас би рекол, таленти и надарености. 1/3 од вкупните финансиски средства искористени за реализација на овој проект, околу 12 милиони евра, беа издвоени за проектните активности за овие наши сограѓани, како и за намалување на разликите во вработувањето и наградувањето на жените. Со придобивките од другите две линии на овој проект, преку образование и дообразование, како и преку програмите спроведени преку Агенцијата за вработување, неколку илјади наши сограѓани се стекнаа со конкурентни вештини и знаење. Така станаа рамноправни учесници во надпреварот за работни места и во социјалниот диалог за еднакви можности за сите. Никој нема да биде забоставен. Е една од целите на глобалната кампања за одржлив развој на Обединетите нации. Овие цели владата на Република Македонија целосно ги прифати и ги афирмира. Ги спомнувам бидејќи се совпаѓаат со благородната цел на проектот Развој на човечки ресурси со фокус на вработувањето, образованието и социјалната инклузија. Како дел од кампањата EU4U на делегацијата на Европската комисија во Република Македонија и со социјалната и економската програма на владата на Република Македонија. Во програмата за економски раст
во комбинација со програмите за активни мерки за вработување, посебна грижа им е посветена на социјалните групи, изложени на ризици и на родовата еднаквост, мерки што обезбедуваат еднакви можности за сите граѓани. Позитивните искуства од овој проект докажуваат дека во размислувањата за идната професионална кариера на младите луѓе треба да им се помогне на еден организиран, систематски и стручен начин уште за време на средното образование. Неопходно е да се сретнат амбиции и знаењата на младите луѓе со барања на пазарот на трудот и на потребите на бизнисот. Почитувани, дозволете ми во завршницата на оваа моје обраќање уште еднаш да се заблагодарам за поканата да бидам дел од завршните активности на кампањата за вредносните придобивки од ИПА, фондовите инвестирани во нашата земја, во делот за вработување, образованието и социјалната инклузија. И му патувам честитки на сите што учествуваа во успехот на овој значаен и доста успешен проект. Завршувам со истакнувањето дека постојат три важни сегменти како предуслови за подобар живот на сите граѓани во едно општество. Квалитетно и применливо образование, еднакви можности и широк спектар на можности за вработување. Тоа се цели и на владата на Република Македонија. Тоа се цели што ги споделуваме и со Европската Унија, бидејќи се цели што го возможуваат социо-економскиот раст на земјата. Благодарам.